ние ќе се собереме да го искажеме своето несогласување. Собирањето во црквата на народот Божи околу својот епископ е дефиниција за постоење на црквата, на литургијата. Така да ние ќе се собереме да го искажеме своето несогласување со содржината на овие закони. Впрочем, може би немаше да го прави црквата тоа ако релевантните институции во државата го земеа во предвид соопштението не само на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, туку на поглаварите на сите верски заедници. Нашиот впечаток е дека тоа соопштение доживеа своевиден медиумски бојкот, намерно или ненамерно, не знаеме зошто, и сведоци сме дека еден од законите, предлог законот за измени матична евиденција, е веќе во собрание, во редовна постапка, по иницијатива на 5-6 пратеници, кои што се подпиша и веќе е таму. Тој е спорен без никаква измена. Сето она што се критикуваше на трибините, на дебатите, целокупните реакции, несогласувања на јавноста, ниту еден интерпункцијски знак не се измени, а камоли спорните моменти, како што е правно признавање на родот, за да се измени, тој закон овозможува да измените ознака за пол во матична евиденција, во матичните книги, само врз основа на изјава дека се чувствувате спротивно на вашиот биолошки пол. Тоа е скандалозно. А што се однесува до законот за родова еднаквост, многу искусни луѓе што работели и во законодавниот дом и во законодавството го нарекоа закон во обид. Тоа е такав франкештајнски склопен закон да просто не само што се заканува да го измени насилно начинот на кој што живееме, на кој што постоиме на овие простори, да го редефинира нашето општество, туку буквално да спроведе своевидна идеолошка диктатура, нешто што е реалност во многу општества кои што ги гледаме, кои се соочуваат со последици кои што може да се видат само на хорор филм. Во оваа форма, како што се и законот за матична евиденција, но и предлог законот за родова еднаквост со тоа срамежливо бришање на некои спорни моменти, стои родовиот идентитет. Родовиот идентитет е дефиниција, тоа всушност и се признава во другиот закон, едноставно се отвара можност да секој биде од системот, од општеството препознаен како маж или како жена само на основа на своите индивидуални, субјективни чувства. И да се изедначи, да речеме, оној кој што се идентификува како жена, биолошки маж, да се изедначи со жените. Знаете, веќе секој може да биде се. Едноставно институциите се однесуваат крајно игнорантски, со омаловажување на граѓаните, како воопшто да не се важни, воопшто не се придава значење и важност на нивното мислење. Едноставно се има одлучено нешто да се истурка, да се донесе по секоја цена. Иако јавноста сосем аргументирано, стручно, подкрепено, објаснуваше зошто не треба да се носи тој закон. Ние имаме во предлог законот за родова еднаквост такво моќно тело, држава во држава, која што тие го нарекуваат секретаријат за родова еднаквост, со кој што ќе управува вице-премиер, со такви ингеренции, со таква власт, буквално да го дефинира и да го санкционира и јавниот и приватниот живот на поединецот. Такво нешто оваа држава нема видено до сега. Алармирам и апелирам да се разбудиме, да се освестиме што ни се заканува. Ова е всушност по мене и црквата. Црквата никогаш не го повикала народот да протестира против нешто, да се буни против нешто. Па можете да замислите сериозноста на сето ова што ни се подготвува. Од ова нема враќање назад, а таргет се не само семејството, не само традиционалните вредности, туку и днината на светот, на општеството, а тоа се децата. Ним им се спрема индоктринација. Тоа се граѓански здруженија, невладиниот сектор, невладините организации, кои што туркаат агенди и трендови на живот кои што едноставно не се прифатливи за 99% од граѓаните на нашата држава, без оглед дали се православни, муслимани, протестанти, албанци, македонци, срби, власи, сите заедници кои што живеат тука. Ова се подготвува дехуманизација. Ова е
а заеднички непријател кој што треба сите да не обедини. И заради нашата совест, но и заради одговорноста и должноста што имаме пред Бог и пред овој народ да го направиме своето. Што се однесува до владата и до релевантните институции, јас на вистина не знам што да очекувам од и ова вакво и наетливо туркање на овие закони по секоја цена, на вистина ме загрижува. Не загрижува. И тоа е дополнителна причина да се загрижиме и да се запрашаме кој на вистина стои за сето ова. Потполн хаос, диктатура, тиранија, какви што гледаме во најтоталитаристичките општества ни светот и низ историјата и сега. Но ова е оди рака под рака со трансхуманизмот. И убаво реков, ова е дехуманизација. Знаете, има по медиумите, се организираат трибини. Јас воопшто не би трошел време сега во овој момент да образложуваме член по член што се е спорно во законот. Се дискутираше, се дебатираше за тоа, но очигледно никој не сака да го слушне народот, се игнорира народот и едноставно црквата гледа и сваќа дека нема друг начин да се спротивставиме и да кажеме дека не го сакаме ова освен на овој начин. И затоа апелираме за да ја сочуваме својата традиција, за да ја сочуваме слободата на мислење, на говор, на верување, на изразување, но и на живот на крајот на денот, нема друг начин освен да се собереме и да кажеме едно големо не за овие два несреќни и во иднина ако се донесат погубни закони за нашето општество.